Почитувани, луѓе на Оливер Спасовски вршеле притисок врз обвинители од СЈО за тоа кои луѓе да се гонат, а кои да се изземат од одредени случаи, односно специјалното јавно обвинителство работело под насока на ЗАЕФ и СДС. Советник на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во техничката влада пред околу 10 години во канцелариите на СЈО и кажал на обвинителката Кадрију дека треба да се прошири опсегот на лица опфатени со случајот, случај кој тогаш го работела обвинителката Кадрију. Откако ова таа не го прифатила, тој си заминал на друго место да се жали, а за кратко време обвинителката Кадрију била избркана од работа. На овој начин СДС, ЗАЕФ и Оливер Спасовски раководеле преку Катица Јанева со специјалното јавно обвинителство. Тие одлучувале кој предмет ќе треба да се работи, кој обвинител ќе го работи и кои лица ќе треба да се опфатат и кој ќе треба да одговара. Сите овие предмети меѓу другите обвинители ги работеле и Ленче Ристовска, Гаврил Бубевски, Фатиме Фетај и Лиле Стефановска, додека Катица Јанева била само координатор, бидејќи таа немала познавање од материјата. Донесените кривични пријави, кои ќе повторам биле напишани на ливче и не биле запишани согласно закон од страна на оваа претходна четворка која ја споменав, биле пренесувани од јавното обвинителство за да ги работи специјалното јавно обвинителство поради желбата на Зоран Заев и СДС. Доколку некој не сакал да ги работи овие предмети, бил оттргнат од СЈО, како што е и случајот со поранешната обвинителка од специјалното јавно обвинителство Леила Кадрију, која вели дека не сакала да учествува во криминалот на Јанева и затоа била избркана од работа. Дополнително на ова, истите овие материјали во форма на прислушувани разговори, така наречени бомби кои СДС и ЗАЕФ ги пуштаа во јавноста, не можеле да бидат доказ во судски предмет, поради тоа што станува збор за вербален деликт. Но, со само една одлука на апелационен судија, ова стана доказ во овие случаи. А да ја подсетиме јавноста дека пред само еден месец, кај еден апелационен судија беа најдени пари задзидани во зид, што отвара дополнителни сомнеши. Според сведоштвото на Кадрију, ова било добро смислено за да се спреми терен, за да се прифаќа во судот се што СЈО ќе измисли по насока на СДС. До толку било поврзано судството и обвинителството и специјалното јавно обвинителство како институција, да овде не станува збор за правда и одговорност, туку исполнување на желбите на поединци од СДС, како Заев и Спасовски, преку обвинителите во СЈО кои работеле незаконито. Доколку некој одреден судија не се однесувал како тимски играч со Катица и СЈО, му се правеле одредени притисоци и закани за да се оттргне пречката, за да можат СЈО и СДС да ја продолжат нивната игра. Токму поради овие работи, поранешен судија, председател на еден од судовите во Македонија, беше и осуден на затворска казна. Почитувани граѓани, вистината порано или подоцна излегува на виделина. Се што ВМРО ДПМН говореше во минатото, денес самите обвинители од тогашното СЈО го потврдуваат. Најголемото зло кое му се има случајно на правосудниот и политичкиот систем во Македонија е специјалното јавно обвинителство и Социјалдемократскиот сојуз, предводени од Катица Јанева и Зоран Заев. Едната личност знаеме како заврши, очекуваме јавното обвинителство да си го испита и овој случај и неселективно да постапува. Ви благодарам.